На денешен ден, пред точно 12 години, патрола на армијата и полицијата во близина на Тетовското село Вејце најде на заседа на УЧК, при што беа убиени 8 припадници на полицијата и армијата, по 4 од полицијата и 4 армијски волци. Страшното е во тоа што и после убивањето на нашите соборци, на нашите браќа, припадниците на УЧК кои што учествува во заседата ги масакрирале нивните мртви тела и од блиску пукале во глава на тешко ранетите, нешто што е утврдено со обдукција од судска медицина. 12 години подоцна ние немаме одговор на прашањето зошто овие луѓе беа убиени, дали мораше да бидат убиени, бидејќи во тој период имаме повеќе од 20 дена затишје, односно немаше никакви воени акции. Интересно за нас е тоа што токму тој ден кога армиско-полициската патрола била испратена на оваа за нив кобна патрола, дежурен во касарната во Тетово бил тогашниот командант Форина, а денешен министер за одбрана Талат Џафери. Затоа денес го прашуваме командантот Форина, односно министерот за одбрана Талат Џафери, да каже се што знае во врска со оваа заседа, дали знае нешто повеќе од она што ние го знаеме, нешто за што ние сме убедени дека е така, и зошто неколку дена подоцно дезертирал од армијата на Република Македонија. Воедно ги повикуваме и припадниците на УЧК кои што учествуваа во овој крвав масакар да ги кажат луѓето кои што се изживувале врз тешко ранетите брнители и зошто морале да ги убијат оние кои што биле тешко ранети спротивно на меѓународните правила за војување, зошто ги запалиле нивните лешеви после настанувањето на смртта. Од оваа заседа живи се останати 8 припадници на безбедносните сили, по 4 од полицијата и армијата, од кои што неколку се со многу тешки повреди. Јас немам слушнато до сега никаква изјава од Андре Жерновски во врска со спомениците, посебно за споменикот на брнителите или на другите наши револуционери. Тие се здруженија формирани од ВМРО ДПМН, кои што никогаш не сме ги виделе, освен кога треба да одработат нешто за ВМРО ДПМН. Јас не знам ова здружение, не му го запамтив името, каде беше кога ние протестиравме против изборот на Талат Џафери, и вака јавно ги прашувам дали ќе поддржат нашата иницијатива за референдум со кој што треба да и се забрани на припадници на УЧК да вршат јавни функции, иницијатива која што утре ќе ја поднесеме до Државната изборна комисија.